Грција бара асиметрично почитување и имплементирање на Преспанскиот договор, а тие немаат направено буквално ништо, коментираат припадниците кои биле дел од македонската дипломатија во врска со бурата реакции за тоа колку македонската страна го почитува договорот. Освен тоа што Грција не ги ни тргнала срамните надписи со ознаки Фиром и Скопје, тие немаат со мал прст помрднато, ниту ги донесоа договорените протоколи кои беа во интерес за Македонија, коментира поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Тикува Македонија дека го крши договорот преку ова изјавата на нашата председателка и најавите на новиот премиер. Така да еден безобразен македонски приод кон тој договор, срамен во основата, кој не само што е асиметричен, а меѓуните договори не смеат да бидат асиметрични, него грчката страна бара асиметрично да се спроведува, што е нова глупост од наша страна што тоа се толерира. Нашите молчат, ништо не знаеме за трите протоколи, ништо не знаеме за другите обврски кои стојава да се направат по водосно на тој договор. Ципрас, Заев, Спасовски, Османи, како гладијатори деновиве поранешните властодржци, заедно со грчкиот поранешен премиер, го бранат Преспанскиот договор и алудираат македонската страна да го почитува. Сепак, за поранешниот амбасадор Јован Донев, првата задача на парламентарното мнозинство треба да биде формирање на анкетна комисија со цел јавноста да биде начисто како е составен договорот. Веднаш треба да се формира анкетна комисија, парламентарна анкетна комисија, и да се истражат сите детали околу преговарањето и подпишувањето на Преспанскиот договор, дали се правно согласно нашите закони, дали се политички согласно нашите национални интереси. Во меѓувреме се подготвува документ колку од Преспанскиот договор има спроведено Македонија, а колку Грција. За ова информираше мандатарот Мицкоски со цел меѓународните партнери да бидат запознаени. Документот е направен бидејќи препораките на представниците на меѓународната заедница за почитување на потпишаниот договор изминатиот период се насочени само кон Македонија.